Еве се наоѓаме на втората фестивалска вечер на Златните денови. Овде Кратово пулсира овие денови во знакот на Златните денови, настан кој што по седми пат се одржува овде во Кратово. Вечера на втората фестивалска вечер е тајзи веќе до мене. Добре дојде во Кратово, како се чувствуваш и дали за прв пат си тука? И дали ја проба пастрамелијата тука? Здраво на сите, здраво на сите ваши гледачи, да, ме бомбардира со прашање. Вака, пред се многу ми е драго што пеам во Кратово. Кратово е еден многу стар град, се вели дека е еден од најстарите градови во Европа. Има посебна енергија и многу голем дел од нашата историја и култура. Чест е за мене, веројатно и за секој да пее во таков град кој е прво духовно богатство. И тука сум веќе втор пат, пеев, мислам дека беше првата година на Златни денови. Тогаш беше феноменално. Вечерва очекувам да биде уште подобро. Имаме прекрасна екипа на гости и на музичари кои ќе пееме заедно оваа вечер. Се надевам дека ќе има исто, нели, и кратовчани и луѓе од Пробиштип, од Куманово, од Кривја Паланка, од сите соседни градови. Браќа и сестри македонци кои многу си сакам, веројатно и они тоа го осеќаат, го поштуваат, го респектираат и се гледаме стално на секаде низ земја. Да спомнеме некој хитче кој што ќе биде вечерот пеено овде на сцената на Златните денови. Па нема многу хитови ја. Нека да саме. Па ќе пееме цел репертоар. Наш имаме програма од 60 минути, 60-70 минути. Заедно со мене и мојот бенд и диџеј, со нив работам низ сите дискотеки и площади низ Македонија веќе долго време. Сите хитови, нели, Пишано е љубов, Чувени га Боже и сите други моментот. Очекувам публиката да ги испее хитовите што не ги пееме пред 8-9 години. Ќе биде забавно, сигурно. Еве, во говорот го спомна Пробиштип, ја спомна пробиштипската публика. Тука ме потсети на твојот настап, не знам, пред неколку години беше во Пробиштип на тогашниот Пробиштипски Самар фестивал. Мислам, ако не се лажам, тоа беше 2000 и некоја година. Па има 6-7 години. Сум бил доста млад, гледавме преска видеа баш од нас. Пробиштип исто така има многу браќа и сестри. Ја работам со музика веќе 15 години и таму сум секоја година. Ја бев и на ивентот што го имавте таа година, феноменално. Имаше многу одлична прекрасна атмосферата беше. Да, имаше многу добар вајб. Секогаш сум добре дојден во овие краеви на Македонија, во цела Македонија, но исто да го напоменавме, нели, Пробиштип, стварно има многу другари, браќа и сестри кои се дружиме више 15 години и секој настап кога идам таму и они и уште млади генерации кои слушаат мојата музика, многу ми е драго што македонците слушаат македонска музика, иако тоа нели не општото мислење е дека многу слабо респектираме и слушаме македонски артисти, но јас мислам дека луѓето грешат дека народот во Македонија респектира и слуша македонска музика. Одлично, супер. Неодамно излезе еден хит заедно со Два Бона, како настана соработката и како си ти лично задоволен од тоа како досега проаѓа песната? Па со браќава со Два Бона работиме на повеќе песни, им помагам и за текстови на некои песни, како и за многу други артисти. Антонија, Александра Јанева, Мартинијан, Тамара и уште неколку артисти наши од Македонија. Работам на текстови последниве години, мислам и одамна последниве години некако поинтензивно и за други. Со Два Бона, одлични дечки, одлични артисти, едни од најдобрите во Македонија. Чест ми е да соработувам со нив на секоја песна и дали би помагал за текст, дали би пееле заедно. Имавме еден прекрасен хит кој се викаше Југ пред неколку години, сега Лето. Задоволен сум, секако си поминува добро, они се прекрасни и се надевам дека ќе имаме уште неколку соработки со браќава. Пишуваш песни за тебе, пишуваш и песни за други артисти, кога е најлесно да се пишува? Дали за себе или за другите? За другите ми е полесно, искрено. Да? Некако за себе имаш поголем притисок, не дека не пишуваш исто како за себе и за другите, исто се фокусираш и си внесен во делото, но за себе некако е поинако, бидејќи моите текстови не ги пишувам кога ќе треба да ги пишувам, него кога тие ќе сакаат да дојдат некако, да се канализираат низ тебе и да останат на хартија и се осеќаат. Многу песни се напишани така, една од нив ќе напоменам да кажеме Сине, Парадокс, Револуција, Гласот на народот, Моментот, тие се песни кои дошле од друго место, само се канализираат низ тебе да поминат на хартија. Како поминува лето 2025-то, какви се плановите, нов албум, нешто се крачка или ќе ни откриеш, да? Да, имам оваа година си работам на свое професионално студио, таму поминувам многу време. Спремам, да не кажам албум, спремам многу песни, ќе видиме како ќе ги селектираме, дали ќе биде албум или ќе се вадат една по една. Спремам една многу интересна ствар, се вика Циркус, се надам дека ќе искочи во септември, пред избори ќе искочи, само да ви кажам. Да. Да. А кога ќе бидат изборите? Нема везе, само пред изборите биде. Одлично, еве за крај со што би ги поздравиле нашите гледачи кои што во моментот се не гледаат?
Па што се пие у Кратово, кажи ми прво. Гледачите да ми се живи и здрави, да слушаат македонска музика, сите знаат во каква состојба живееме, во каква држава, во каков свет во моментов живееме. Издржете луѓе, сите живееме во иста каша. Се надам дека ќе гледаме се попозитивно на работите, иако сме во голема каша, како што кажав, да сте ми живи и здрави и да се гледаме само за убави работи.